Законот кој власта го извози низ собрание по брз автопат не е изненадување што се најде пред највисоката правна инстанца. Експертите коментираат дека измените на Законот за работни односи кој дозволува 60 часа работна недела не само што е дискриминаторски, туку и отвора можност за злоупотреба на работниците. Што претходно беше укажувано од моја страна дека има основи за дискриминација, има основи кои што се спротивни на Уставот и законите, односно Законот за работни односи, самиот концепт и самиот систем на работни односи прифатен во Македонија и спротивно на меѓународните стандарди утврдени со актите на Меѓународната организација на трудот, односно во контекст на она што го ние имаме ратификувано како конвенции на Меѓународната организација, така да очекувам дека предметот ќе биде сериозно разгледан. Законот отвора и можност за злоупотреба на тоа како ќе бидат платени работниците, односно постои закана на крај да не им се плати прековремената работа, ако работодавецот одлучи да изигра со работните часови зашто има потполна слобода. Јовески додава дека правата на градежните работници се сериозно загрозени и во истиот закон недостасуваат членови кои ќе бидат заштита на работниците. Веќе се загрозени самите законски права на вработените во градежниот сектор, односно во оној сектор или сектори каде што ќе бидат од национален интерес, односно каде што ќе се одлучи дека е тоа национален интерес од страна на самата влада. Од таму се направи еден преседан, но паралелно носејќи го ова решение во Законот за работните односи, не се донесоа се други решенија кои што требаше да го пратат самото решение, бидејќи на овој начин вака донесеното решение не само што е според мене дискриминаторски, но не сакам да преюдицирам сега веќе и пред Уставен суд, некој Уставниот суд самиот одлучува, има и аспекти каде што директно се охрабруваат работодавачите да прават злоупотреби. Инаку опозицијата предупредуваше дека доколку не помине 60 часовната работна недела, власта ќе треба да плаќа милионски суми за пенали. Инаку Уставниот суд отвори предмет по иницијатива од Хелсински комитет дека законот отвора можност за дискриминација и манипулација.